Земајќи ги во предвид високите температури, вработените од територијалната противпожарна единица се подготвени да дејствуваат на терен, затоа што најмногу работа имаат токму во овој период од годинава. Бујната вегетација која израсна во изминатиот период представува дополнителна опасност за ширење на пожари, бидејќи истата е со поголеми размери, па мора да се внимава да не се предизвика пожар. Од територијалната противпожарна единица и полицијата со апел до граѓаните да внимаваат со палењето оган на отворено. Предходната недела не, но оваа недела веќе имаме регистрирано 4 до 5 интервенции и се работи поглавно за сува трева и за стварништа кои што се запалени непосредно по завршување на жетвените работи. Да внимаваат при излагување на отворен простор и секое невнимание и најмало невнимание може да представува опасност од појава на пожар од поголем размери. Апелираме до сите граѓани на секторот за ratиши работи Штип да преземат превентивни мерки како не би дошло до појава на пожари на отворен простор. Исто така и сега за време на изведување на жетвената сезона апелираме до граѓаните да прават заорување на страништата и да не ги палат истите. Исто така им кажуваме на граѓаните дека палењето на огин на отворен простор на 200 метра од шумски одработна на шумата представува прекршок по законот за шуми каде што глобата е доста висока и таа е 2500 евра во денарска противвредност. Во однос на патничките моторни возила, пак во кои има поставено плински уред, треба да се внимава со исправноста на истиот, бидејќи во Кочани од неодамна имаше случај на запалено моторно возило, за кое мораше да интервенира пожарната. Но доколку дојде до таков инцидент, од територијалната противпожарна единица советуваат веднаш да се затвори плинската боца за да не дојде до експлозија. Исто така апелираат и совесно однесување во шумските региони, бидејќи годинава имаат регистрирано 2 помали пожари во шума. Во текот на изминатиот период, територијалната противпожарна единица Кочани има одржано неколку координативни состаноци. Истите ќе продолжат во текот на наредниот период. Инаку од почетокот на годината, Кочани реагираше на над 64 интервенции, од кои половината се на отворен простор, а исто така поради високите температури, со големи размери на пожар се соочуваат и соседните земји.